Заштитена, тивка или глува соба. Тоа се некои од имињата кои означуваат една иста работа. Просторија изградена на начин што во неа или од неа не продираат електромагнетни бранови. Уште во 2017 година пратениците и од власти и од опозицијата се договорија таква соба да се изгради во собранието, како дел од пакетот мерки за подобар надзор над тајните служби. Меѓународните партнери кои со години помагаат да се воспостават механизми со кои би се спречил нов голем скандал со прислушувањето, дури и купиле опрема за заштитената соба. Но таа опрема стои неупотребена, бидејќи собранието не може да избере изведувач на градежните зафати. Според податоците достапни на Бирото за јавни набавки, собранието има распишано 5 огласи во периодот околу една година за изградба на заштитената соба. Последниот е активен, а претходните 4 пропаднаа. Првиот повик е објавен на 1 јуни 2021 година. Проценетата вредност за изградба на собата била 340.000 евра. Набавката пропаднала бидејќи не е поднесена ниту една понуда или ниту една прифатлива понуда. Од иста причина пропаднали вториот и третиот тендер. Последниот неуспешен, четвртиот тендер, е објавен на 21 мај годинава, а проценетата вредност за изградба на собата е зголемена на 520.000 евра. И покрај тоа, не бил избран победник бидејќи цените и условите биле понеповолни од реалните на пазарот. Дали собата чини повеќе од колку што собранието има пари или има и друга причина што не може да се избере изведувач? Од парламентот велат дека доставените понуди биле неприфатливи или од технички или од финансиски причини. Немало грешки во тендерската документација, која е изработена со помош на странски партнери. Проектот за изградба е изработен, направена е ревизија на истиот, а проценетата вредност е согласно проценката направена од независното проектантско биро, кое го изработило проектот, како и според извршената анализа на цените на берзата за материјалите, суровините и опремата. Кој да биде и кога и да се избере, изведувачот ќе мора да ја гради собата во подрумските простории на парламентот, близу до ресторанот. Така е по проектот. Пратеникот Лјупчо Пренџов, кој е председател на Собраниската комисија за надзор над АНБ и Агенцијата за разузнавање, е еден од парламентарците што се во текст со активностите. Ова се тие неколку простории кои што треба да се спојат, да се изведе еден минимален градежен зафат и тоа би требало да представува таа глува соба која што ќе биде единствена во Македонија со највисоко ниво на заштита за информациите. Дваката погоре се просториите каде сега се држат седниците на Комисијата за надзор над тајните служби. А таму, вели Пренџов, нема услови пратениците да прават вистинска цивилна контрола над тајните служби. Ние кога разговараме, можеме да имаме со определен директор, дали на Агенција за разузнавање или на АНБ, да имаме јавна расправа за некоја тема која што е државна тајна. Ние имаме контрола, правиме на определени операции кои што ги имаат тие се државна тајна. Имаме извештаи што све сработила АНБ или Агенција за разузнавање во текот на претходната година, доаѓа надзор во собранието и вие тоа не можете да ги правите тие разговори овдека во оваа просторија, затоа согласно законот и во Македонија, секаде во светот би се потребни така наречени глуви соби. Според опозицијскиот пратеник, крајно несериозно е што таа нема да биде изградена ниту во 2022 година. Независно што имаше корона криза, независно што имаше определени покачувања на цените за репроматеријали на светските берзи, мислам дека 3-4 години е предолг период да една држава не може да обезбеди соба која што ќе има максимална заштита согласно НАТО стандардите. На истиот кат, но во друга канцеларија работи пратеникот од СДСМ Миле Талевски. Тој е председател на Комисијата за одбрана и безбедност која заедно со комисиите за надзор над тајните служби и за надзор над следењето на комуникациите има најголема потреба од заштитената соба. Зошто е битно? Затоа што знаете дека овие три комисии располагаат со информации од доверлив карактер. Таа заштитена соба ќе има можност врз основа на сите НАТО стандарди кои што се пропишани да се обавува состаноци и работни состаноци на овие работни тела во таа соба. Талевски сепак не е критичен како неговиот опозицијски колега за фактот дека толку потребната соба се уште не е изградена. Според него, најважно е тендерот да се спроведе законски. Да бидеме реални, тоа е процедура која што офаќа одредена сума
значителна сума на средства и должно е законски собранието таа процедура да биде запазена. Собранието тука во процес не го гледам како или администрацијата како виновни зашто не се реализирала таа постапка, затоа што ви кажав и на почетокот дека посебната јавна набавка тука опфаќа посебни спецификации во делот на она кое што е пропишано како НАТО стандарди. Нема виновници, но нема и заштитена соба, а не е дека нема заинтересирани фирми што сакаат да ја градат. Од собранието за 360 степени одговорија дека интерес покажале 3 фирми. Бетон Скопје се пријавиле на сите тендери. Макаус Скопје се пријавиле на сите тендери. Битем Скопје се пријавиле само на последниот тендер. Инаку, Бетон е фирма во чија сопственичка структура е бизнисменот и поранешен вице-премиер Минчо Јорданов. Макаус, според достапните податоци, е мала, но компанија со стабилен број вработени приходи во последниве години. Битем пак е фирма со огромен раст од формирањето во 2016 година, при што зад себе има и значителен број тендери со институции. Од собранието не споделија повеќе детали, што грешеле фирмите кога поднесувале понуди, но објаснија дека се подготвени да го зголемат буџетот за собата. Во тек е објавен оглас за истата набавка и во зависност од успешноста на истата, собранието ќе одлучува за евентуална промена на буџетот за оваа набавка, имајќи ги предвид постојаните промени на цените на репроматеријалите, суровините и опремата. Изградбата на собата е задача на локалните власти, но таа е дел од широк повеќегодишен проект што го финансираат Велика Британија, Шведска, Швајцарија, ЕУ и Холандија. Заштитената соба, вели холандскиот амбасадор Дирк Јан Коп, е дел од проектот што носи придобивки и дома и надвор. It is not only a requirement in the project, it is a requirement of NATO, and also failing to build this room will very much complicate the negotiations on chapters 23 and 24 in the upcoming EU negotiations for accession. The people of North Macedonia have a very low trust in their own institutions. That is a problem in the whole reform process. So building this room will add to their confidence that there is proper parliamentarian oversight over the intelligence community. Зошто собата не е изградена, Јан Коп нема информации. Проблемот сепак не го гледа во недостаток на политичка волја, туку во отсуство на акција. How difficult can it be to find some parties who can build this room for which design is ready within the available budget? So in my view, the Speaker of Parliament is in favor of this project and is putting his weight behind it. So where it stalls, I don't know. But it seems to me that with a bit more push and a bit more proper management, this problem could be easily solved. Освен собата, дел од проектот за кој зборува Јан Коп се законските измени со кои се реформираше системот за пресретнување на комуникациите. Холандскиот амбасадор признава дека е направено многу, но е критичен дека и на тоа поле има застој, бидејќи никогаш не профункционира Советот за граѓански надзор. The law forgot to budget for that, so nobody wants to be in it because they're not paid. This is also a relatively easy fix. Either the law is amended, which should be done by the Ministry of Interior, or the rules surrounding it should be changed, which should be done by the Defense Committee in Parliament. From both, for the last 3 years, there has been nothing. And so it's the shielded room and the law on interception of communications that are the two obstacles to progress in this field. И на прашањата на 360 степени од собранието велат дека се сериозни во намерата да ја изградат заштитената соба, но и дека треба да имаме и сериозни понудувачи и понуди, кои ги исполнуваат условите. На прашањето дали доснењето со изградбата го нарушува кредибилитетот на законодавниот дом во целиот процес за засилување на контролата на тајните служби, од кабинетот на претседателот Талат Џафери одговорија: Во последните неколку години во собранието беше ставен посебен акцент на зајакнување на надзорната функција на законодавниот дом,
посебно преку јакнење на капацитетите на комисиите кои вршат надзор над безбедносниот сектор, со поддршка на меѓународни партнери како што е ДИКЕФ. Собранието кон овој сегмент од работата постапува со особена сериозност, за да не се дозволат какви било пропусти што би можеле да го доведат во прашање кредибилитетот на целиот процес, во кој е вложено многу во последните години. Последниот, актуелен тендер за заштитената соба се затвора на 10 октомври годинава. До тогаш, треба да стигнат сите понуди на заинтересираните компании. Ке биде ли 5-та, па среќа.